Со мало задоцнување ги почнуваме овие вонредни вести на 1 ТВ. Екипата на 1 ТВ целиот ден го мина во Лесковац, каде се случи сообраќајната несреќа, во која животот го загубија тројца македонски државјани, а 32 се повредени. Од нив во болница во Лесковац префрлени се 28, а во Ниш 4. Од Лесковац, како и во претходните неколку информативни изданија, повторно вклучуваме колешката Весна Велкова Тодоровска. Весна, повели со најновите информации. Да, екипата на 1 ТВ денеска речиси целиот ден во Лесковац, каде синоќа после 2 часа, после полноќ, се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот, како што рече Антонио, го загубија 3 лица. Бевме на самото место на настанот, бевме и во болницата Лесковац, каде се сместени дел од полесно повредените луѓе кои синоќа ја доживеа несреќата, бидејќи во Нишката болница се 6 мина сместени кои се потешко повредени. Овде со мене е генералниот секретар на владата Драги Рашковски, инаку сега сме пред хотелот каде што се сместени останатите патници кои се полесно повредени. Со мене, како што реков, е господинот Рашковски. Добро вечер, господин. Добро вечер и за вас. Вие се сретнавте со граѓаните кои синоќа ја доживеа сообраќајната несреќа. Што ви кажа, што рекоа тие во своите... Па има некои изјави кои што со цел да не ја реметерме истрагата, бидејќи Министерството за внатрешни работи на Србија утре ќе излезе со официјално соопштение, сметам дека е подобро да излезе први официјалното соопштение, иако тие имаат своја верзија за тоа како се случило несреќата. Се сретнавте со луѓето. Што во овој момент им е најпотребно? Она што е најпотребно се првин да им се пружи првата заштита, здравствена заштита, која што локалните власти овдека, локалната болница има пружено на високо ниво. Оние кои што се потешко повредени заради сериозноста се префрлени во Ниш. Оние кои што немаат некои сериозни повреди се сместени во овој хотел, пружена им е хигиена, оброци и сите потребни нешта кои што им се за да се вратат во нормалниот живот, и веќе се организира нивен превоз, зависно од тоа некои пројавија желба да го продолжат патот до Виена, некои ќе се вратат во Република Македонија назад. Господин Рашковски, за колку луѓе станува зборов дека сместени во хотелот? Во хотелот имаме 14 луѓе, 4 веќе се имало 14, 4 се веќе вратени, сега имаме 10 луѓе во хотелот. Во разговор со вас, на што се пожалија, на што најмногу се потресени? Така, сите имаат повреди пред се во горниот дел од телото, и како што кажа, немаат некои сеќавања од настанот, бидејќи велат дека во тој момент, што и нормално, во тој момент спиеле, така да не се сеќаваат како дошло, освен еден двајца, кој што пак ќе кажем заради сериозноста на настанот не е добро да шпекулираме. Ви благодарам на разговорот. Антонио, разговорот беше ова со господинот Рашковски, инаку како што веќе реков, сместени се во овој хотел каде што се наоѓаме. Со повеќе информации во наредното издание на вестите се очекува во Лесковац да пристигне и министерот за здравство Венко Филипче. Дали имаш некој прашање, Антонио? Весна, ти благодарам за ова вклучување во живо, му благодарам и на генералниот секретар на владата Драги Рашковски за тоа што беше гостин на ова линковско авување. Ние продолжуваме понатаму. Маж на возраст од 68 години и 2 жени се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички, кој утринава се преврте кај Лесковац, потврди Македонското министерство за надворешни работи. Идентитетот на мажот е познат, но не го соопштуваат, а идентификувана е и втората жртва. 68 годишен маж и жена на иста возраст, како и уште една патничка на чија што идентификација се уште се работи. Се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди Македонското министерство за надворешни работи. Нивниот идентитет е познат, но не го соопштува додека не заврши идентификацијата на третата загината. Засега, според неофицијални информации, загинатиот маж е од село Бучин, Крушево, со иницијали ВШ, а жената од Кочани со иницијали КК. Од Министерството за внатрешни работи на Србија потврдија дека 32 лица се повредени, но меѓу нив не се возачот и совозачот.
Директорот на Општата болница во Лесковац Небојша Димитриевиќ рече дека 3 лица од повредените се со тешки телесни повреди и се пренесени на хирургија, а еден тешко повреден патник е пренесен на ортопедија. Radi se o 4 povređena iz Republike Makedonije. Kod svih je u pitanju politrauma. Niko od njih u ovom trenutku nije životno ugrožen. Vrlo brzo nakon prijema koji je bio jutros oko 3 časa i 30 minuta su primarno zbrinuti. Urađena je dopunska dijagnostika i svi su smešteni na kliniku za anesteziju gde se prate u svakom trenutku i u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog stanja predviđaju se dalje eventualne dopunske dijagnostičke metode i terapije. 28 pacijenata je doveženo u opštu bolnicu Leskovac, od toga su 4 prijema na hirurgiju, jedan je operisan, jedan pacijent je primljen na ortopediji i 23 pacijenta su kod nas u službi urgentne medicine sa lakšim telesnim povredama. Svi su pacijenti van životne opasnosti, tako da nakon tih intervencija koje su noćas urađene, očekujem da se stanje stabilizuje. Еден од повредените вели дека не се сеќава на несреќата бидејќи сите патници спиеле, а кога се разбудил, слушнал врескање и видел луѓе со крвави глави и раце. Набргу, според неговото сведочење, дошла брза помош и полиција, а потоа и пожарникари. Spavao sam, ne znam tačno kako se dogodilo, čuo sam samo da su ljudi zavrištali i u tim sekundama kad sam se razbudio, već se autobus prevrtao. Uopšte se ne sjećam, jer sam ja spavala i kad sam se u tome našla, samo sam vidjela da sam dole i ništa drugo. Kako se osjećate sada? Pa dobro sam, ali malo nabijeno. Spavali smo, ali povrede nemam. Dobro sam prošla, nikakve, čekam ove putnike druge. Според информациите од Министерството за надворешни работи, станува збор за автобус на компанијата Евротурс со регистарски таблички СУ3325АЦ. Министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. А собственикот на компанијата Евробус од Струга, за која на релација Битола-Виена сообраќал автобусот кој ноќеска во 1:45, се преврте, вели дека возилото било технички исправно. Джитони Штрефи објасни дека се уште нема информации што точно се случило. Но од разговор со возачот бил информиран дека во критичните моменти се појавило патничко возило поради кое се случила несреќата. Немам точни информации што точно се случило, бидејќи не знам ништо. Колку што знаете вие, толку знам и јас. Се слушнав со возачот кој ми кажа дека коловозот бил лизгав, некој автомобил одеднаш се појавил од напред и тој изгубил контрола. Само толку ми кажа, вели собственикот на оваа компанија. Во контакт сме постојано со луѓето во Србија. Испративме друг автобус да ги преземе патниците. Друго не знам, изјави Штрефи. А низ целата територија на Република Македонија сообраќајот се одвива тековно по влажни коловози. На одредени патни правци кои минуваат низ клисури и усеци можна е појава на посетни одрони. Јавното предпријатие Македонија Пат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината кон условите на патот. Дежурните екипи на ЈП Македонија Пат се постојано на терен и ги одржуваат патните правци да бидат проводни. Во текот на денов врнежите постепено ќе се поместуваат кон исток и на повеќе места ќе поминуваат во снег, со што снежната покривка понекаде ќе се формира и на пониските места. Во вечерните часови облачноста кратко трајно ќе се намали, па токму ова ќе услови значително опаѓање на температурите и утре наутро ќе се спуштаат во интервал од -7 до 2 степени, додека на планинските места ќе се спуштат и под -10 степени. Веќе во текот на утрешниот ден циклонот Невен ќе услови ново зголемување на облачноста и најпрвин на запад ќе има врнежи кои ќе бидат претежно од снег, иако накратко на некои од пониските места
Можно е да бидат и од дожд и снег, кон крајот на денот и навечер врнежите ќе се интензивираат и ќе се прошират на повеќе места, со што ќе дојде до формирање на снежна покривка на повеќе места, додека на повисоките места и на планините истата значително ќе се зголеми. Ова беше последната содржина во ова вонредно информативно издание посветено на сообраќајната несреќа кај Лесковац. Централниот дневник на 1TV е во 20 часот. До тогаш информирајте се на 1tv.mk. Пријатно.